Така, добро, ние сме во етер. Пријатели, здраво на сите. Се надевам дека добро ме слушате и гледате. Јас се викам Павел Филипов. Јас сум раководител на одделот за рекламирање и односи со јавноста на компанијата Solar Group. Со мене денес во етерот е Федор Константинов, раководител на проектот Дирижабли на новата генерација. И ние денеска веќе во таков планиран и редовен режим ја започнуваме презентацијата на новиот инвестициски проект Дирижабли на новата генерација. Пред да преминеме на интересно, ќе ве молам да ставите лайк на оваа трансмисија. И да ја споделите. Особено е актуелно, веројатно, на Вконтакте, бидејќи Вконтакте денес е главната платформа каде што ги водиме нашите трансмисии, таа стабилно работи во Русија. Па затоа додека ситуацијата со YouTube не е многу јасна, ние се фокусираме токму таму. Но всушност, можно е да не гледате и на YouTube. Ние водиме трансмисија сега на главниот канал, на официјалниот канал Дирижабли на новата генерација, а исто така и на каналот Solar Group. Обавезно ставете лайк, споделете ја трансмисијата. Запомнете дека со од вас и од вашата активност зависи бројот на гледачи на овие трансмисии, а како резултат и темпото на финансирање на проектот. Исто така, споделете оваа врска во некои од вашите чатови, сте членови на чатови, вклучувајќи ги и инвеститорите на проектот Моторите на Дујунов, но таму се уште нема никакво известување. И ќе започнеме. Штош, денеска е презентацијата, на крајот ќе има одговори на прашања. Пишувајте ги прашањата. Ќе се обидеме да ги погледнеме прашањата на секаде каде што ја водиме трансмисијата, но главно ќе гледаме на Вконтакте. Па можете веднаш таму да пишувате во коментарите, подоцна ќе се вратиме таму. Нов проект на Solar Group. 2 недели од моментот на таквата најава, дека воопшто почнуваме да се занимаваме со овој проект. Помина. Веќе има и некои резултати. Ќе зборуваме за тоа денес. Ќе ја покажам актуелната статистика за денес, а сега да зборуваме за основата. Првото прашање по оваа тема го имам за Федор. Федор, раскажи зошто токму Дирижабли, како ти, како компанијата Solar Group дојдовте до овој проект, до оваа насока, зошто токму дирижаблите ве заинтересираа? Поздрав до сите. Добро, ако е за историјата, тогаш за историјата. Од каде всушност започна? Сергеј Павел Филипов во свое време ме вработи и ми постави таква задача. Феди, до нас доаѓаат многу барања во врска со, а еве ја мојата технологија да ја финансираме, а јас сум развивач, а јас сум изумител. И тебе ќе треба да ги отфрлаш, дополнително да провериш дали се функционални и корисни, дали е економски оправдано и исплатливо, дали може да се заработи од тоа. И еве тиц. Најважно е технологијата да биде индустријски формирачка. Тоа е толку голем обем, да. И што значи индустријски формирачка? Постојат некои нови технологии, тие се финансирани, се развиле и од таа мала точка ќе се прошири нивната примена во сите насоки и таа насока ќе стане огромна, цела индустрија. Пристигнаа многу проекти кои претендираа на таква титула индустријски и со нафтата беше поврзано многу интересна насока. Сега класичните, па оние што следат, најверојатно се сеќаваат, ние за ова веќе зборувавме. Сега постојат класични фабрики за преработка на нафта, каде нафтата доаѓа во огромни резервоари, се загрева, се расслојува, трудоемок технолошки процес. Огромни фабрики, огромни енергетски потреби за нив и така натаму. А таму имаше една многу интересна разработка. Ставиле забрзувач. Буквално на бушотината нафта се распрскуваше. Забрзувачот ги кршеше тие долги синџири. Со помош на магнетрони ги преполаризираа. И кажано, со подесувањата на магнетронот и акцелераторот можеше да се добие некаков готов производ. Без сите тие фабрики, само една инсталација директно на бунарот, многу кул технологија, навистина директно ја менува целата индустрија, значи таа не би создала нова индустрија, но би направила голем шум и економската оправданост беше тука и многу други работи, но овој развивач, штом се појави онлайн, благодарение на нас веднаш го зедоа и ние продолживме да бараме вакви кул и големи. И многу приказни за рециклирање на отпад.
Во европскиот дел од нашиот свет овие фабрики веќе работат и се добро познати. Во Азија тие сега почнуваат широко да се воведуваат. Кај нас во земјата за сега е тешко. И во многу земји како Турција, земјите од Африка, таму во целина има големо необработено поле за работа, како и во Јужна Америка. Но лобито за отпад, тоа е многу, така да се каже, комплицирано, таму се веќе одамна поделено и еве всушност една од изјавите со кои постојано се среќававме е каде се мешате. Таму се е поделено, каде и да се обидевме, се испостави дека се е веќе поделено и за државата ни го кажува истото. Воопшто, со отпадот се прекрасно, има одлични технологии, но таму навистина се е многу комплицирано за реализација. Се сретнавме со Александар Николаевич Кирилов и, како што се покажа, дирижаблите тие некогаш постоеле, значи технологијата е функционална 100%. Тој тоа го направи, тоа е јасно. Неговиот тим го направи тоа заедно со него и уште паралелно го правеше. И што е најзабавно, токму авијациската индустрија, таа навистина сега стагнира. Во нашата земја слично, а во многу земји тоа очигледно ќе биде, па на кого му треба веќе е очигледно, а за сите останати наскоро ќе биде јасно. И аналитиките на многу земји се согласуваат дека дирижаблот сепак целиот свет се движи кон екологијата, целиот свет се движи кон енергетската ефикасност и еве авион, хеликоптер. Сето тоа е разбирливо, кул, технологиите се развиени, но постои и мирна еколошка технологија како што е дирижаблот. И сите се согласија дека треба да почнат да ги градат. Така се совпадна што кај нас во земјата е подготвена целата база за тоа, што овие инженери, дури не само инженери, туку цели колективи на академици, научници, вклучувајќи инженери, пилоти и други, сите се тука и навистина им се потребни инвестиции за да почнат да го прават сето тоа. Дали имаше некои други проекти на разгледување? Можеби. И така, грубо кажано, беа подготвени да прифатат инвестиции од колективен инвеститор во вид на крауд, но сите тие не беа толку кул, класни, романтични, масивни и со таква луда повратна вредност, како дирижабли. Проектот дирижабли е неверојатно огромен, тој навистина сега е во почетна фаза и грубо кажано, посејувајќи го ова семе, ќе израсне огромна шума. Постојат и други проекти, тие исто така се семе, но ќе ги посадиш и ќе израсне дрвце. Ризиците се приближно исти. Можам да раскажам што се тие проекти. Таму има многу различни мотори, има директно изумители, имам таму безшатунен мотор, имам таков мотор. Значи, сите тие се на гориво, но сите исто така прекрасно го разбираат предстојниот горивен кризис, бензинот и така поскапува. Никогаш во животот нема да поевтини. И многу пронаоѓачи на алтернативни видови горива изумуваат мотори. Кул проекти, не спориме, економски оправдани и така натаму, но повторно не е таков ефект како дирижаблите, а со дирижаблите ќе можеме, кога ќе ја започнеме оваа индустрија, кога ќе стартуваме, кога ќе проработи. Оваа индустрија ќе може да го обезбеди воведувањето на сите потребни мотори за неа, бидејќи дирижаблите исто така работат на мотори и моторите се само мал елемент од една голема система. Многу важен, не спориме. Сега таму има решение за примена на бензински мотори. Повторно, авионите, хеликоптерите, сето тоа е авијациски керозин, високооктанско гориво и така натаму. Тука е бензинот плюс соларни панели, електрична енергија на електрични како на дополнителни мотори. Сето тоа функционира понатаму. Планираме и овие проекти, кои повторно ги избравме во рамките на потрагата по нов проект. Постојат навистина проекти со мотори, јас засега нема да ги откривам, но сосема е веројатно дека сите тие ќе влезат во овој голем интересен проект. Па, зошто ги избравме дирижаблите? Затоа што тоа е кул, тоа е големо. Тоа навистина ќе влијае на целата планета. Ќе ја промениме логистиката. Сите ќе ја менуваат, целиот свет веќе почна да ги прави. И ние имаме сите шанси навистина да станеме први, затоа што не само што сите прават, значи тоа е потребно. Имаме што ни треба за да започнеме. Така што, паш, веројатно затоа и го избравме. И на крајот, сите почнаа да ги гледаат овие знаци и символи наоколу, дека насекаде има реклами со дирижабли, многу видеа на YouTube излегуваат со дирижабли,
Многу пребарувања на истото Јандекс и Google за овие дирижабли, сите луѓе, целиот свет ги чека дирижаблите. Затоа ние како колективен инвеститор сме должни да го задоволиме масовниот интерес. Да, Федор, ти кажа дека ќе ја промениме логистиката и така натаму. А можеш ли уште подетално да раскажеш за областа на примена, односно какви дирижабли, какви видови постојат, зашто можат да се користат и можеби конкретно во рамките на нашиот проект какви ќе се создаваат и како ќе се применуваат нашите дирижабли? Па какви постојат и каде се применуваат, тоа е такво прашање. Чудни, затоа што постојат само неколку, ги прават по стари технологии. Инвестиции досега не се вложувале таму. Се што сега се вложува, се. Сосема нови разработки. Многумина ги тајнат, покажуваат рендери на нешто што нема да го прават и така натаму. Современиот дирижабл е како кочија која се користи во туристичкиот центар во градот, на која луѓето можат да се возат. Ете, тоа е современиот дирижабл. Стигнувате во некој град, таму стои кочија со коњи, но ние не користиме коњи и кочии во секојдневниот живот, а таму се користи за туризам. Исто така и денес туристички дирижабл во Германија лета, но всушност тоа е кочија, тоа не е современ дирижабл. Дирижаблите имаат многу задачи, секоја земја има свои задачи, некои имаат огромни територии кои не се поврзани, каде што има вечен мраз до денес, каде што нема патишта и никогаш нема да има бидејќи има мочуришта или тајга или нешто друго, и да се преместува, тоа не е само да се преместат луѓето од точка до точка Б. Тоа е поврзаност на различни предпријатија, а кај нас предпријатијата се расфрлани, не само кај нас, туку и во многу други земји. Тоа што го поставуваат, например, металуршки фабрики некаде блиску до местото каде што се вади оваа руда. Таму е обогатувањето, таму е и металургијата. Потоа овие детали кои ги произведува во металургијата треба да се пренесат на друг крај од земјата бидејќи таму се насобрале кадри. Тие таму веќе се занимаваат со производство на некаква техника, како што се истите машини, автомобили и така натаму, поврзани со предпријатија, само транспорт на истите минерали. Тука може да се зборува за многу различни сфери на примена, но важно е да се разбере еден принцип. Кога немаше компјутери и компјутерите беа само во научно-истражувачките институти, никој не разбираше како тие ќе бидат применети понатаму. Никој не знаеше дека ќе разговараме преку нив, дека секој ќе го има овој компјутер во рацете. И штом технологијата излезе на пазарот и стане достапна. Луѓето попаметни од нас самите брзо разбираат каде може да се примени и градат околу тоа. Луди и неверојатни бизнеси. Истото ќе биде и со дирижаблите. Штом ќе демонстрираме современ работен примерок, кој поседува одредени технички карактеристики со одредена економска ефикасност и ќе објавиме дека, грубо кажано, во серија ќе има таква себекост и слично, многу бизнисмени сами ќе разберат. Тие ќе речат, например, јас превезувам дрва. Со овие камиони за дрва. Ова ми чини толку време и пари. Тие сите ќе пресметаат и ќе разберат дека тука можам да го применам ова. Друг таму носи риба, например, тој тука ќе може да го примени тоа, а третиот поставува ветерници. Сите велат дека дирижаблот е многу кул за превоз на крупногабаритни товари. Веќе неколку пати го кажав ова, ќе го кажам уште еднаш, истите тие ветерници, кои ги транспортираат, тие една лопатица ја носат на некое такво тркало возило низ градот. Градот е блокиран, разбирливо, сето тоа е комплицирано. Дирижаблот е едноставен пример, ќе земе собран ветерен генератор директно од фабриката да го постави, ќе го прицврстат и тој мирно ќе одлета. Од гледна точка на превоз на крупногабаритни товари, оваа технологија е незаменлива и нема со што да се замени, додека не се измислат летачки чинии. Но тоа не е само за крупногабарит. Во целина, ќе се промени логистиката, ќе се промени и пристапот кон проектирањето на работите. Многу фабрики ги проектираат котлите на таков начин што тие се секцијски, расклопливи, бидејќи цел котел не може да се достави, но секцијата може да се донесе, во составен облик не можеш да го донесеш.
Затоа, во фазата на проектирање, луѓето веќе почнуваат да предвидуваат што имаме од логистика. Таму има возови, мориња, тркалезни. Таму има одредени димензии, маса и слично. И тие почнуваат да проектираат врз основа на тоа што постои. Дирижабли нема. И затоа нивната сфера на примена ќе се проширува и проширува. Едноставно кога ќе почнат да се појавуваат со своите можности. Луѓето земаат тоа што е на пазарот, еве го ова толку чини, а дирижабли нема, затоа што луѓето гледаат дирижабли нема, индустрија да основаме. Не, што вие, јас со друго се занимавам, но некој требаше да се зафати со тоа. Од наша страна излегува ние. А еве го одговорот на таквото прашање. Ако дирижаблите навистина се ефективни во многу области, зошто долги години не се занимаваа со нив? Дали нешто го попречуваше тоа, например, можеби? Што значи дека долги години не се занимавале со нив? Се занимавале, не ги финансирале и неактивно ги финансирале, дури иако ги финансирале. Истиот нашиот Кирил Александрович, тој на нешто живееше цело ова време. На почетокот едно државно учреждение ги финансираше овие разработки, потоа друга корпорација почна да финансира. Но штом слушна, грубо кажано, за сумите што се потребни, дополнително и. Не, Кирилин, нешто ова е многу нејасно. Зошто не се занимаваа со нив? Да го знае Бог, исто како со електромобилите. Тие се родија пред време, потоа ги истиснаа автомобилите со ДВС, например. И сега тие се вратија во друга форма бидејќи се појавија батерии, се појавија компјутери, управување. И тоа веќе не се чисти електромобили туку во комбинација со ДВС. Тоа се хибриди. Тие како да се вратија назад во своето време и се вкоренија, не планираат да заминат никаде. Истото со дирижаблите требаше сепак да се почека додека не се акумулира одредена критична маса на технологии, нарачки и така натаму. Односно можностите прво се појавија не толку одамна, оваа компјутеризација според историските мерки се случи вака, како еден клик, а токму компјутеризацијата ќе овозможи да се прават многу кул дирижабли, тоа е едно и второ, сепак економијата. Економијата е многу важна работа воопшто во развојот на нашиот свет и така натаму, нејзините темпи и слично. Кога старата система можеше да ги обезбеди темпото на економијата, ништо ново не беше потребно. Сега сите гледаат што се случува со економијата и сите наоѓаат нови начини за нејзино одржување. И сите се согласуваат воедно дека новата светска логистика, базирана токму на дирижабли, ќе помогне да се поддржи, а можеби и да се зголеми темпото на економијата. Затоа во сите земји се занимаваат со нив. Едноставно, се си има свое време. И така, преминувајќи на современите дирижабли, на нашите дирижабли кажи неколку зборови, кои веќе го допре ова, но сепак тоа што во целиот свет се случува овој бум, сега дирижабелниот бум, така да кажеме. И други компании во различни земји исто така сега се занимаваат со оваа насока. Кои компании, што точно прават, какви цели си поставуваат? Ние споделувавме линкови. Неколку пати имаше неколку постови на Телеграм. Влезете во каналот, еве го, таму е дирижабли предстарт. Побарајте, таму се сите компании, ние таму уште додаваме. Многумина зборуваат за туризмот, како на пример, дирижаблот ќе биде убав туристички апарат кој ќе лета на чисто соларни панели. Еколошки. Тивки и слично. Слично најверојатно сето тоа се изјавува од гледна точка на популаризација, така прават и французите, така прават и кинезите и други земји, сите изјавуваат од гледна точка на популаризација за да луѓето видат и да помине, така да се каже, овој симптом на Хинденбург, кога зборуваш за дирижабл сите се сеќаваат дека тој се запали и падна и типо зошто би ни требал. Многу земји почнаа, па и компании во целина да цртаат убави слики, рендери, како ќе биде слободно во салонот, убаво леташ над градот, каде се преместуваш, воопшто за луѓето да ја прифатат самата идеја. А кој што прави, никој точно не кажува. Сергеј Брин колку толку открива информации, но затоа што нема многу што да крие, нема многу успеси. Во Кина, последен пат,
Ни испратија извештај од околу 6 компании кои се занимаваат. Половина се државни, половина приватни. За тоа со што се занимаваат државните, воопшто нема ни збор. Тие таму се занимаваат со сериозни работи. Тие се занимаваат со Вселената. Тие се занимаваат со воена историја. Тие ги тајнат дури и овие комерцијални работи. Нешто како обични логистички, шатли. Но затоа 3 други кинески компании широко објавуваат дека тие ќе бидат повторно туристички, дека ќе возат по најдобрите места во Кина, дека ќе бидат мали, грубо кажано, како редовни автобуси што летаат некаде по убави места, дека ќе бидат аеролифти, кога мал балон, грубо кажано, врзан со место со ресторанче и така натаму, едноставно ќе се подига нагоре и ќе виси. Такви работи тие раскажуваат дека прават. Французите раскажуваат дека ќе биде овој соларен дирижабл на соларна енергија што ќе лета и ќе се занимава со туризам. Сите главно зборуваат за туризам. Африканците веќе, исто така заедно со французите, веќе го започнаа и го експлоатираат бизнисот, целосна комерција за испорака на лекови меѓу градовите. Летаат мали дронови. Повторно, како истите французи, само што сега не се во Африка, туку кај себе направија неодамна дрон, кој ќе ги скенира и изгледа само ќе ги скенира без одржување овие електрични линии. Значи, за малите дронови има информации, ќе ги споделиме сите во чатот, а за големите бродови во главните градови тоа е само туризам, а с друго е навистина засекретено, бидејќи никој не сака да ги открие своите карти. Нешто такво. Па повторно, целата детална информација ќе ја ставиме во четот, ќе ја дуплираме, ќе додадеме нова, влезете во Телеграм, побарајте. Да, и скоро ќе се појави и веб страницата, на веб страницата ќе ја поставиме целата информација. Ти велиш дека не сите компании раскажуваат, но кај нас е поинаква ситуација, бидејќи кај нас е крауд. Ние ќе покажуваме и раскажуваме се што имаме и ајде можеби токму сега да преминеме на тоа. Раскажи, оваа нова компанија, која се создава во рамките на проектот Дирижабли на новата генерација, што ќе биде создадено во рамките на нашиот проект. Какви можат да бидат активите, кои задачи и што сакаме на крајот да добиеме, привлекувајќи $100 милиони инвестиции кои беа најавени. Тогаш ќе раскажам кој ќе ја прелистува презентацијата што се создава, како што е напишано конструкторско биро. Ова место, тоа се илјадници квадратни метри канцелариски простории. Од 1 октомври се вселуваме таму, од 1 септември почнува да важи договорот. Кирил Александар Николаевич ги испреќа таму своите 5 главни конструктори по насоки, по апарати дополнително. Тие заедно започнуваат, повикуваат на работа, сите веќе се познаваат меѓусебно кој за што ќе дојде. Веќе линејни конструктори, кои таму ќе се занимаваат со пресметки, мотори, воопшто има многу насоки. Структурата на стандардното советско конструкторско биро. Ова се создава прво, со ова веќе сме многу активно зафатени сега. Веќе на планот на овој кат ги распоредуваме луѓето, кому колку приклучоци и интернет, како ќе функционира серверот, таму пристапи, нивоа и слично. Во моментов се одвива многу активно. Ќе биде создаден, грубо кажано, инженерски колектив на едно место кој ќе ја решава оваа задача. Сега сите овие луѓе, поточно. До неодамна сите беа на различни позиции, во различни компании, некои во комерцијални структури, некои во државни, некои предаваа на универзитети, некои менаџираа. Други процеси и по објавата на 7 микове во кажавме сето ова дека започнуваме и така натаму. Тие почнуваат да даваат откази и сите се собираат во ова конструкторско биро кое ќе действува како главен развивач. Ангажирајќи многу различни индустријски институти, предпријатија и други. Тие создаваат технички изглед на апаратот, скициран проект и друго, избираат подизведувачи, така што овој институт ќе се занимава со својот профил, ќе се занимава со проектирање на гондолата, нејзиното моделирање,
пресметки и други дизајни. Овие ќе се занимаваат со моторите, овие ќе прават пропелери. Малку подоцна ќе објасниме како работи конструкторското биро, за сите да разберат совршено ако не разбираат како сето тоа функционира. Воопшто, прво се создава конструкторско биро на база на изнајмени простории. Второ, земја. Со земјата. Првично, планот на Александар Николаевич Кирилин беше да ја купи земјата, да ја пренамени од земјоделска во индустријска, да ги доведе таму потребните проектни капацитети за електрична енергија, вода, газ, пат. Сето тоа е доста долго, скапо и бара многу, дозволи и многу. За да се изгради нешто таму, сите разбираат колку е тоа тешко, а за да лета таму, тоа е дополнително ужас. И сега на терен се работи. Веќе кажав. Ќе кажам уште еднаш, многу луѓе се јавуваат. Говорат, а еве кај нас има аероград, тука во Подмосковје веќе има земја, сите дозволи за изведување летови се обезбедени. Дојдете, ве молиме кај нас, градете, ве молиме кај нас да работиме на партнерски односи. Потоа, се јавува друг, Роград, вели, јас воопшто не можам да се справам со парите, само. Купете го од мене, ќе ви го продадам. Па сосема ефтино. Третиот се јавува и вели, знам дека тие двајца веќе ти се јавиле, а јас имам тука и летачко училиште покрај мене и не само што можеме да ти ја обезбедиме ова инфраструктура, односно земјата, документарната обврска, а уште и ова. Понудите на вистина се многу и ние од сите нив избираме. И еве го најважното, на што ќе одат парите на инвеститорот. Парите на инвеститорот точно ќе одат, на пример, за изградба на елинзи на оваа земја. 2 парчиња, еден хангар за лесни апарати. Летачка јахта Аурус. За сега така го нарекуваме. Вториот хангар за 10 тонски дирижабли. Ова, според нас, ќе биде најкомерцијално успешната машина. Ќе се произведува во неколку варијанти, за тоа ќе зборувам подоцна. Воопшто, земја и 2 хангара. Дали треба да се земе земја? Па, најверојатно треба да се купи. Дали треба да се купи земјоделска земја, се уште не сме сигурни. Јасно е дека ќе биде поевтино отколку да се купи земја веќе. Таму, Ароград, на пример, да се земе. Но штом пресметаме колку ќе потрошиме за уредување и административна работа тука, ќе сватиме дека е поповолно да се купи Ароград. Но второто прашање е дали е задолжително да ја купиме веднаш на првите етапи. Можеме да се здружиме со Ароград, да земеме од него парче земја, на пример, под нашата хала во наем на 50 години со понатамошно откупување, да поставиме таму хала и од таму мирно да полетаме. И понатаму веќе да се купуваат земјишта и таму за различни дирижабли дромови. Навистина ќе треба да се изградат доста многу, така што земјиштето ќе се купува во секој случај. Прашање е дали со овие пари или со веќе заработените, за сега е прашање. Но дека ќе се гради дирижабледром, ќе се гради сигурно или на изнајмени површини, повторно велам, или на изнајмено земјиште, или на своја земја, или со некого во партнерство. И тоа дека токму во овој дирижабледром ќе се инвестираат пари и луѓето кои ќе ги инвестираат ќе бидат сопственици на овие елинзи, тоа е загарантирано и на земјата на која тие стојат. Производство. Производство тука се подразбира не изградба на фабрика, туку, како што е направено со тековниот проект дополнително. Тука се работи за воспоставување на технолошка линија кои се однесуваат на извршување на критично важни фази и процеси на производството. Александар Николаевич и неговиот тим имаат разбирање. Тие веќе ги правеа овие дирижабли, правеа не една, туку повеќе, во широка кооперација и разбираат кој технолошки процес треба да го преземат на себе. За никој да не може едноставно, грубо кажано, да го купи овој дирижабл и да види како е составен, да им се јави на сите. Ние ќе даваме задачи на индустриските институти. Да се јават на истите институти и со мала корекција да го издадат истото. Само да го копираат. За да не се случи тоа. Сепак критичните технологии треба да се задржат во тајност,
Тоа ќе биде комерцијална тајна на ова предпријатие. И еве производството. Тоа е воспоставување на овој процес. Тоа, па можам малку да раскажам. Таму трансмисиите најверојатно ќе се прават, таму обвивките ќе се прават, таму па обвивки мислам директно ткаенини и заварување на тие ткаенини исто така ќе биде многу важна технологија и уште неколку други работи за кои ќе зборуваме малку подоцна и кога во октомври. Ќе им дадеме задачи на сите секторски насоки. Сето тоа ќе го објавиме јавно и тогаш сите ќе можат да претпостават кои задачи не отидоа на страна. Значи почнавме да ги извршуваме самите. Во врска со тоа дека фабриката нема да се гради. Таа навистина нема да се гради. Еве повторно има низа предлози од истите тие аерогради. Тие велат еве кај нас има огромен аероград. Еве кај нас веќе стојат работни хангари. Типа, ве молам, дојдете, само правете го тоа тука. Нам ни е доволен хангарот, се разбира, само да не протекува покривот и да биде топло. Се надевам дека на сите им е јасно. Но хангарот е доволен за реализирање на овие планови за локализација на ова производство. Не треба да се гради ништо, се е веќе достапно. Ако не е на база на аероград, тогаш тоа повторно значи изнајмување на мали простории и поставување на производство кое може да мигрира каде било. Ке изградиме некогаш свое и ке се преселиме таму, тоа не е никаков проблем. Најважно е да се совлада технолошкиот процес. Совладувањето на технолошкиот процес е најважното и во тој поглед не се грижиме, имаме многу напредни технологии. Ке разговараме со сите, ке се запознаеме, ке покажеме. И повторно, токму во тој технолошки процес, во таа опрема инвеститорот вложува и тоа оди во касичката на капитализацијата. Школа. Секако ќе биде создадена школа за пилоти и техничари, каде што ќе се обучуваат луѓе способни понатаму да го експлоатираат и одржуваат. Таа повторно ќе се создава или своја, што не е пожелно исто како со земјата, или ќе се прави на база на веќе постоечко училиште. Еве, кај нас дојде Сергеј на голема конференција. Можете погледнете на YouTube, таму издвоја неговото излагање. Тој раскажуваше дека веќе обучуваат пилоти. Тоа што според сите норми на обука, веќе во сите државни документи, поточно не веќе туку уште од тие времиња, се пишува авион, хеликоптер, дирижабл. Тој и така е таму наведен, само што дирижабли нема и затоа никој не учеше да лета на нив. Но сите училишта се поставуваат веднаш со можност за обука. Еве, на база на неговото училиште да влеземе во партнерство и заедно со нив, да го организираме сето тоа. Затоа што градењето, како и земањето на своја земја е добро, но е долго. И зошто, ако има луѓе подготвени да помогнат, треба да се земе што е готово, да се дружи со сите, да се земат, се разбира најсилните што ги има и со нив, воопшто, па и кој сака, најважно, заедно со нив. Сето тоа ќе го создаваат, училиштето ќе биде создадено исто така со парите на инвеститорите, тоа е капитализација од една страна, тоа е сигурност дека ќе има кој да го експлоатира, поправува и така натаму. Од друга страна, од трета страна, секое образовно учреждение е многу добра форма, така да се каже, на водење бизнис. Можно, ние дури и вакви опции разгледуваме. Можно е самиот Еллинг и дури ова производство, кое е погоре наведено, да се организираат за образовни цели за подготовка на пилоти и техничари. И со тоа, кој разбира, воопшто целиот даночен систем е сосема различен. Кога е комерцијално производство, тоа е едно, а кога е образовен центар, тоа е сосема друго. А всушност може да се извршува, па може да се произведува. Така правеа многумина, така прави и самиот МАј, Московскиот авиациски институт. Така се правеа претходните дирижабли, еве кај Авгур, така се правеше. Тоа што тие многу. И сега ние исто така ќе го правиме тоа, но сега размислуваме како пошироко да ја примениме целата оваа шема. Тие нарачуваат дел од работите. Во МАј има специјално одделение, конструкторско биро, каде што влегуваат студенти. Наеднаш влегуваат студенти и веднаш добиваат некакви даночни олеснувања, односно со претходниот проект. Се обидувавме да влеземе во некоја посебна економска зона за да ја намалиме оваа расходна ставка за даноци и друго. Тука може,
без да се влезе во посебна економска зона, директно да се оди по овој пат за создавање на училиштето, бидејќи сето тоа се прави во рамките на училиштето. Јасно е, комерцијата ќе биде одделно, продажбата на дирижабли и друго, но до продажбата сето ова веќе може убаво, така да се каже, да се скрати. И тука се наведени и други бизнис проекти кои се создаваат. Тука мислевме дека со парите што сега ги привлекуваме, ќе правиме и проектираме два типа дирижабли и изградба на два елинга, но понатаму, секако, нема да застанеме на два типа, ќе има уште најмалку 4, а всушност ќе има се, клучувајќи ги и елинзите. И во оваа сума, која планираме сега да ја собереме за создавање на матичната компанија, ние засега така ја нарекуваме, влегува тоа што ако вложите тука, тогаш што таа природно ќе прави понатаму, тоа, па, се припаѓа неизе, а следствено и вам, значи и така. Да, Патем, многу е интересно што успева да се привлече целата заедница на дирижаблисти, така да кажеме. И тие луѓе кои на еден или друг начин работеле во оваа индустрија, и тие навистина се подготвени да помогнат. Некој бесплатно, некој во рамките на некое партнерство, навистина помага да се заштеди. И јас веќе сум слушнал такво нешто. Оваа сума од $100 милиони за таков проект е навистина многу мала. И луѓето прашуваат како ќе ви биде доволна сумата за да го започнете сето тоа. Токму така, Федор ми се чини дека детално објасни, дека навистина можеме да заштедиме на многу места. Ако не ги склучевме партнерства, или ако во Русија не постоеше оваа историја на создавање дирижабли, ќе требаше да се прави од нула и тоа би чинело, секако, многу пари. Во однос на бројките, во принцип, веќе зборувавме за нив, сега ќе покажам уште една шема можеш, да поправиш или да додадеш. Нешто на тоа што ќе го кажува. $100 милиони, тоа е она што Федор сега го раскажа. За да се реализира сето ова, потребни се $100 милиони инвестиции, рок од 3-5 години за кои се планира овој проект да се реализира. И капитализацијата на компанијата се очекува да биде од $1 милиард, во обликот во кој Федор раскажа. Зошто $1 милиарда? Тука, применивме класична шема за оценка на компанијата. Тоа се 3 годишни профити кои таква компанија ќе ги заработува. Но реалноста, мислам разбирате капитализацијата, не секогаш се пресметува според профитот. Има компании кои вредат 40 годишни профити затоа што луѓето веруваат во перспективите на овој бизнис, во перспективите на оваа компанија. Затоа оваа наша проценка, $1 милиард, сметаме дека е многу скромна проценка, но сепак таа е фундаментално објаснива и разбирлива. Како што подоцна разговаравме меѓу себе, штом ќе полета првиот дирижабл, тоа ќе биде сосема друга реалност и тоа директно ќе влијае на оваа компанија, на нејзината вредност која создаваме. Сега една мала, едноставна шема, за да биде појасно да се разбере тоа што Федор го зборуваше. Еве го конструкторското биро, каде што ќе се занимаваат со проектирање и развој на самите летала и се што е потребно. И токму два такви летала се планира да се создадат. Дирижабл од 2 тони и дирижабл од 10 тони. Федор, раскажи, те молам, уште еднаш за овие дирижабли, каде ќе се применуваат и зошто токму од ова одлучивте да почнете? Дирижаблистот најверојатно страда од гигантоманија. Ќе објаснам уште еднаш. Ефикасноста на дирижаблот, како техничка така и економска, расте заедно со растот на самиот дирижабл, односно колку е поголем, толку е подобар, ако накратко. И кога ќе седнат конструкторите да пресметуваат за каков дирижабл ќе правиме, сите прво почнуваат со мал, потоа велат, ајде малку поголем, уште малку. И на крајот, доаѓаат кај инвесторот или кај државата со проект за изградба на веднаш огромен. Здрав човек не гледа разбира типа, почекајте момци, уште такво нешто не сте направиле, веќе сакате нешто толку големо.
Тие велат да не, ние тогаш правевме мал, ајде веднаш да градиме огромен. Тој вели, тогаш тоа е добро. Но типа сега тие таквину воопшто и затоа не можеа да се договорат, тука ние сепак успеавме да ги убедиме дека треба да се почне сепак со мал апарат. Тука е наведен како двотонец, тоа ќе биде летајачка јахта, засега има такво кодно име под брендот Aurus, тоа е производител на руските овие автомобили за големи луѓе, тој ќе биде како транспорт во таква патничка варијанта, која ќе влезете како во минивен таму, е како во Аурус, изработено мирно седнувате со комфор, се префрлате, има таму мал санитарен јазол, кујничка и така натаму, тоа е првата варијанта. Ова сака да го направи самиот EOS, тие ќе го извршат. Лавовскиот дел од работите на гондолата, тоа е дополнително сосема јасно. Но самиот апарат во беспилотна варијанта ќе може да подигне 2 тони корисен товар за неколку дена и да виси во воздух, например, за да мониторира нешто. Има многу задачи за мониторирање со таква маса. Или да се преместите некаде во беспилотна варијанта со 2 тони на неколку илјади километри, но такво нешто сега никој не прави. Авионите можат да пренесат 2 тони, таму не се 2 тони, таму треба повеќе да натовари. Од аеродром до аеродром. Беспилотно летало. Разбираат дека беспилотно летало за достава е супер. Двотонецот ќе се прави под брендот EOS како патнички, плюс со понатамошно отстранување на пилотската кабина, оставаш само мозокот, плюс зафат на корисниот товар. Јасно е, капацитетот на корисниот товар секогаш ќе биде различен, но најверојатно ќе направиме унифицирана платформа за да може да се носи било кој товар. Дирижаблот има своји специфики. Формата на товарот е важна, распределбата на тежината е важна, конструкторите тоа го разбираат. Веќе има идеи како сето тоа да се стабилизира. Ова е првата. Јахта. Тука пишува 2 парчиња. Ќе биде изграден хангар. Сега ќе го покажеме тука. Во него ќе бидат произведени 2 пробни примероци. Зошто 2? Затоа што за авиацијата не може да се изработи еден авион и да се сертифицира за сериско производство. Минимум 2, пожелно 3, за да се поминат сите тестирања, за да се добијат сите сертификати и за понатамошно поставување на сериското производство. За парите, што ги наведуваме тука, ќе бидат произведени 2 такви пробни примероци, тие ќе бидат сертифицирани за сериско производство. Исто така и 10 тонскиот. 10 тонникот исто така не е во еден единствен варијант. Тој се планира во многу варијанти, како туристички, тоа е кога со зголемен комфор летате на некое патување, односно тоа е еден простор. Како обичен патнички, тоа е сосема друг простор. Како авион, автобус, седнавте и тргнавте. Ова е товарно-патнички, кога треба и луѓе и некаков товар, например, на смена таму, на север да се испратат заедно со опремата. И чисто товарен. Товарен исто така во 2 варијанти. Ова е пилотски, кога има 2 пилоти, например, и тие носат некој премногу вреден товар и беспилотен. Еве беспилотен. Тука е наведено дека апаратот може да подигне 10 тони, но 10 тони може да подигне во истиот, например, туристички варијант. 10 тони луѓе, храна, вода и други забави. А ако пространство за овој туризам не е потребно, тоа тежи некое количество. Ке може да подигне не 10 во товарна варијанта, туку 15, а може би и повеќе. Тие исто така ќе бидат произведени во 2 парчиња за да се сертифицираат за сериско производство, да се тестираат, да се сертифицираат и да се подготват за сериско производство. Значи, тука перспективата е наведена 3-5 години, побрзо најверојатно отколку за 3 години ќе полета мала јахта и за 6 месеци од низиното полетување максимум 1 година. Ќе полета веќе 10 тонец. Да полета не значи дека веќе полетал и почнал да заработува пари. Да полета значи први летни тестирања и од тој момент започнува неговата сертификација. Тоа ќе трае од половина до 1 година. Според нашите оптимистички проценки, авионите се сертифицираат многу подолго. Исто како и хеликоптерите, дирижаблот е многу побезбеден. Предвидуваме 6 месеци до 1 година. Сертификација значи ако полета порано од 3 години, тогаш не подоцна од 4 години веќе го пуштаме во серија, следствено серијата веќе е профит, дивиденди и за 1 година. 10 тонникот исто така во серија,
Затоа ги правиме по две парчиња, мислам дека објаснив. Да. Значи, во рамките на конструкторското биро се создаваат два вида дирижабли. Земја, да. Продолжуваме да ја откриваме нашата шема. Земја, за која Федор зборуваше. Значи, постојат опции да се добие бесплатно и кон тоа ќе се стремиме. На оваа земја ќе бидат поставени два елинга, каде што ќе се врши скопувањето на горенаведените летачки апарати. И школа и производство, односно два исто така важни елементи, зошто и како само што зборувавме за тоа. Ова е минималното извршување на проектот, најконзервативното сценарио, но всушност дури и ние самите не се ориентираме на него, затоа што штом ќе се појават првите летни тестирања, штом ќе покажеме дека навистина ова е компанија која е способна да проектира, развива и произведува овие летала и да ги направи достапни за пошироката јавност и за идните генерации. Се планира дека веќе веднаш до овој момент ќе се појават дополнителни нарачатели. Еве само што ги прикажав и на шемата. Федор, кажи уште неколку зборови за дополнителните нарачатели, односно како се планира да се работи со нив и каква дополнителна добивка во каков формат може да биде. Дирижабелната заедница и кај нас во земјата и во сите други земји всушност направи многу голема, значајна и важна работа во потрага по нарачател за своите дирижабли. Едни се фокусираа на дронови кои носат од 200 до 2 тони, други се фокусираа на пронаоѓање, нарачател од 2 до 10 тони. Третиот таму од 10 и нагоре, четвртиот таму веќе на 300 се замавнува. Сите нарачатели веќе се подготвени не само од нашите дирижаблисти, туку и од ова светско здружение на дирижаблисти. Постојат клиенти и клиентите гледаат што имаат овие дирижаблисти сега дополнително. Тој гледа на овие се занимаваат со некој стартап, немаат доволно колектив, немаат доволно капацитети, немаат доволно резултати. Тој гледа на овие се сериозни, но се во неред, тоа е кај нас така. Сите се академици, сите се луѓе со искуство, но работат во различни институции и не се собрале на едно место. И тој гледа и разбира дека добро. Јас, на пример, ќе им верувам на овие, а тоа е еден од 100 клиенти. Останатите велат дека не сте подготвени. Ќе бидеме подготвени веќе за 1 година. Ќе имаме конструкторско биро, ќе работат секторски институти според нашите технички задачи. Веќе ќе бидат подготвени макети, дури и гондоли, летачки јахтички. За 1 година ќе може да се влезе во неа, ќе ја изложиме. Најверојатно, некаде на изложба, а можеби и на повеќе. Односно, веќе ќе биде јасна сериозноста, веќе ќе биде јасен обемот, веќе ќе бидат видливи перспективите и во таква компанија веќе клиентот со своите пари може да дојде и ќе дојде со радост, ќе каже така с разбрав. Овие момци ќе успеат, ми треба на пример ваква и ваква машина, која ќе извршува и ќе го постават своетоц. Ми треба од тука до таму за толку пари да пренесам толку килограми, на пример, и да ги носам со такви патувања. И ќе платат пари за развојот. Естествено, во парите за развојот лежи профит, а ако компанијата добива профит, значи тоа се дивиденди, а ако се дивиденди, значи тие се ваши. Така, ние привлековме 1-2 клиенти. Ние знаеме за големите. Играчи на кои им се потребни дирижабли, кои ќе дојдат и ќе се вклучат, ако кажеме на руски, така да се каже, сериозно, и тие само чекаат кој ќе. Изградиме основа каде што ќе дојдат. Ние развиваме правната шема на таков начин за да го заштитиме нашиот крауд инвеститор од можни напади на идните профити од страна на таквите големи играчи. Не грижете се, ќе биде направено така што ние ќе се стремиме кон нивниот профит заедно со вас, а не тие кон нашиот. Накратко, како заклучок на тоа што го правиме, дополнително и исто така. Денес, тоа е конструкторско биро, тоа се 2 летала, тоа е земја, 2 елинга, школа и производство. На овие критични јазли и елементи
Ова ќе ни овозможи сериско производство на сопствени дирижабли, нивна продажба и заработка од тоа. Покрај тоа, ќе има и други клиенти и нарачатели за кои ќе правиме, да речеме, специјални проекти, на кои исто така оваа компанија ќе може да остварува профит. Тоа е, значи, во рамките на тековното финансирање и тековниот проект. Но, секако, компанијата не планира дополнително да застане тука. И, како што рече Федор, ќе има и други дирижабли, но како ќе се развива оваа компанија понатаму, ќе видиме како ќе изгледа тоа. Во суштина тука имаме неколку такви раскрсници. Првата раскрсница е дека компанијата може да се развива на сопствена добивка и тоа е сосема нормално. Еве, да го вклучам следниот слайд. Гледате, шемата стана поголема. Ова се перспективите за 50 години. И тука се појавија уште 4 летала, уште 2 елинга, повеќе нарачатели, експлоатирачка компанија. Ова е како ќе изгледа за 5-10 години. И оваа компанија планира да го направи тоа веќе со сопствени пари при тоа. Се разбира, инвеститорите исто така ќе заработуваат од тоа. Компанијата се развива, компанијата расте, напредува, заработува повеќе пари. И, соодветно, повеќе пари заработуваат оние кои се сопственици на овој бизнис, вклучувајќи ги и инвеститорите кои инвестираат денес. Секако, ние разгледуваме и такво сценарио дека за побрз раст, дополнително финансирање исто така може да се привлече. Тоа може да се привлече и од големи инвеститори. Например, ќе дојде инвеститор и ќе каже: "Јас сум подготвен. Сакам со вас да реализирам проект за 20 тонски или 40 тонски или стратосферски дирижабл, или пак може тоа да се прави и во рамките на колективни инвестиции." Но овие инвеститори веќе ќе инвестираат и ќе влегуваат не во матичната компанија, инвестирајќи некако што инвестираат тековните инвеститори. Затоа делот на тековните инвеститори тука нема да се разреди, дури и ако има дополнително финансирање. За овие дирижабли ќе се создаваат посебни компании, тоа ќе биде еден вид холдинг и луѓето ќе можат да инвестираат во вакви целни проекти. Ова може да се спореди ако зборуваме за проектот на моторите на Дујунов како создавање на специјален алмаз. Специјалмаш се создава, во иднина инвеститорите ќе можат да инвестираат во создавање на оваа фабрика, производство, да добиваат профит од ова производство. Но оние кои инвестираат денес во Соболмаш, тие во иднина ќе заработуваат и со специјалмаш, затоа што Соболмаш секако ќе ја основа оваа компанија. Затоа, оние инвеститори кои ни се придружуваат денес, ги собираат сите придобивки и тоа е праведно и правилно. При тоа, мислам дека дури и перспективите за овие 50 години секако се само почеток за таква компанија. Има огромен број планови, има разбирање каде да се оди понатаму. Но ако ги земеме предвид перспективите за 20-30 години, тоа ќе биде помалку сигурна прогноза, бидејќи може да се менува конјунктурата на пазарот, потребите на пазарот може да се менуваат, може да се појавуваат нови технологии, па затоа нешто да се менува. Тука јасно го гледаме овој пат и ќе го следиме, а вие ќе можете да го следите. Да, мислам дека е многу интересно да се следи создавањето на ваква компанија и можете да учествувате тука, да вложите напор, да, како инвеститор и да помогнете со вашите инвестиции сето ова да се оствари. Еве тука. Исто така има вакви стрелки за да ви биде појасно, да, гледате како каде, да речеме, се движат. Нарачателите, парите, од каде излегуваат. Ако сакате подетално да ја разгледате оваа презентација, можете да ја побарате. Во принцип, ние испраќаме. Мислам дека дури може да ја објавиме како вест за да го имате сето тоа. И наскоро, ќе биде на лендинг страница во Кабин. Вратиме назад на стрелки. Нарачатели пари, веќе беше. Сакам да ги коментирам овие стрелки нарачатели пари. Кажано е дека ќе има нарачатели за развој на специјални апарати за извршување на нивните конкретни задачи, а исто така ќе има нарачатели и за сериски апарати, веќе развиени од нас. Ова ги означува стрелките нагоре, стрелките надолу. Тоа што ќе изградиме 2 пробни апарати е добро, а понатаму од серијата, најверојатно ќе биде предвремена уплата пред нарачка.
Значи, за 3 години, дури и во најпесимистичните сценарија, го подигаме првиот апарат за 4 години веќе ја започнуваме серијата, а тоа значи дека порано од 4 за време. На летните испитувања веќе можеме да примаме преднарачки за серијата, можеме да примаме предоплата или целосна уплата, а таму веќе има профит, веќе има дивиденди. Ете, така објасни. Па, Федор, продолжи тогаш, можеби, за патната карта. Ќе видиш со какви чекори и фази проектот ќе се реализира од техничка страна, дополнително и прецизно. Па, ја гледам, да, нема смисла да ја читам. Луѓето можат сами да прочитаат кој разбира руски. Последователност во две зборови. Која е последователноста? Ке кажам вака. Првиот чекор е сите конструктори да се соберат на едно место и да се поделат задачите по индустријски насоки. Првично. Сето тоа ќе биде направено чекор по чекор. Прво се направи првиот чекор по јахтичка. Сите задачи прво ги разгледавме, спроработивме, задачите ги поделивме, контролираме. Процесот се стабилизираш, исто е и со диститоникот. Сами проработивме, задачата ја поделивме, контролираме. Процесот се стабилизираш, паралелно со тоа што го прават апаратите. Дополнително, исто така и Еолинк. Прво треба да се проектира, односно самите да го развиеме до крај. Веќе сите подготовки се завршени всушност. Само еднаш да се провери сето тоа, да се разбере дали е тоа, но копаме земја, таму ќе се менува. Тоа се веќе детали, има. Проектанти, такви веќе детални, на кои им даваме, најпрецизноц како да го направат тоа. Значи, го доработивме, го предадовме во проектната канцеларија што развиваат. Исто така и за 10 тонникот. Тука се наведени етапите, но не се наведени датумите, така што зборувам тука е проследено. На дирижаблите се работи активно фазата на развој. Фазата на развој не е поврзана само со компјутерски и хартиени работи. Фазата на развој е кога веќе се изработуваат макети на одредени делови, агрегати или целата гондола. Дел од јазлите веќе се испраќаат, поминуваат тестирања, таму ќе има нерешени решенија. Сето тоа е процес на развој. Кога конструкторите, како Кирил Лен или други, ќе зборуваат за развој, тие ќе мислат на периодот од моментот на создавање на хартија или во дигиталниот простор на апаратот, до моментот на неговото склопување. Сето тоа е развој. Кога веќе е собран, развојот е завршен. Започнуваат тестирањата. Воопшто, додека се развиваат апаратите, елинзите многу брзо се проектираат и почнуваат да се градат. Еве ги првите два елинга. Првиот почнува да се гради. Кога тој почнува да се гради, се во полнек тестирањата на неговите делови и агрегати, земјени тестирања. Таму оди прилагодување едно на друго. Овие нешто направија, тие нешто направија. Треба да се помират. О, супер се спои. Штом се заврши овој хангар, првиот за јахта, сите изведувачи веќе ги имаат готови. Сите разработки, овие материјали се готови. Тука моторите се готови, тука гондолите, тука с друго. Сето тоа поминува во Елинг и почнува да се собира. Го завршија градењето на овој Елинг, почнаа тука да собираат јахта. Започнуваме со градење. Ако не започнавме однапред, ќе започнеме однапред. Најдобро да се започне чекор, по чекор. Почнуваме со изградба на Елинг за 10 тонец, значи овој го завршивме. Одиме тука да се занимаваме. Градиме хангар, тука го составуваме апаратот. Апаратот е составен, всушност, составувањето на апаратот е многу брзо решение, брз процес. Кога се готово, се разбира. Го донесува во хангарот, го распакува и таму за 2 недели ќе може мирно да полета од таму. Јасно е дека таа условно може да полета. Таму се вклучува подесувањето како што се започнуваат моторите, завршувајќи со сите тие компјутери и други системи за управување и бла бла бла, сето тоа треба да се усогласи. Се разбира, сето тоа ќе биде однапред тестирано на земја, но сепак. Хеликоптеристи, ако сте тука, напишете во коментарите колку време ви треба од моментот на склопување на првиот апарат до моментот на негово подигнување во воздух.
Многу работи се случуваат. Апаратурата стои на земја, моторот го пуштија, без мотор. Некои системи вклучија, проверија, исклучија, почнаа да протоколираат. Потоа таму го запалија моторот, го исклучија, тргнаа. Потоа започнува подавање на влечна сила. Таму откинување од земјата, минимален лет и, воопшто, материјална долготрајност. Држејќи така нема да биде. Ке биде многу побрзо. И додека сето тоа се случува со јахтичката, завршува изградбата на овој еолинг. Овој од тука полетува. Тука веќе почнува да се склопува 10-тонскиот апарат, веќе развиен, на земја се е тестирано, може да се почне со склопување. И со истото темпо, јасно е, јахтичката се сертифицира, лиценцира и еве го овој хангар, и еве е оваа широка кооперација која веќе е подготвена за да започне нивното сериско производство. Во овој хангар исто така пристигна целата опрема, ја склопија, лета, тестираа, ставија печат, ја продадоа. И исто така Деститоник веднаш потоа излетува и сите исти фази ги поминува, значи јахтичката излетала, започнала комерција, Деститоник излетал, започнала комерција, но добро би било да не се запира и од моментот кога ќе заврши изградбата на хангарот за Деститоник веднаш. Да се изградат уште пар хангари за 10 тони за да се обезбеди широка серија. Широката серија е неопходна за апаратот да има правилна економија, на пример. Кога произведуваш 10 апарати годишно тоа е, а кога 100 тоа е сосема. Друга цена, а следствено на тоа нарачателот е повеќе заинтересиран за неговите економски показатели. Најдобро е да започнеме, го изградивме овој еден. Сите разбравме дека ни одговара. Работи, ништо не треба да се менува, а ако треба, да се промени. Секако да се планираат уште два од овие и па јасно паралелно. Да се работи и на поголемите апарати. По нив исто така да се постават, но како што рековме, основно тоа се два хангари за јахта и за 10-тонски апарат. И ова е самата модел, тоа е како таков глобален МВП, индустријски МВП. Кога оваа непотоплива келија веќе понатаму може сама на самоодржливост од својот бизнис, од својата комерцијална дејност, да го развива сето тоа во следната насока. Кон тоа и се стремиме природно. Со привлекување инвестиции или без, тоа ќе биде прашање на иднината. Всушност, сето тоа и сега може само. Да изградиме, таму прашањето ќе биде за инвеститорите, што правиме со профитот, го извлекуваме, ајде да го извлечеме, да уживаме, следниот го пуштаме тука. Например, или сите ќе кажат, ајде уште малку да почекаме, целиот профит го насочуваме кон развој, па потоа ќе има повеќе, но тоа не е задолжително, може вака, може така и вака, во секој случај, заедно со вас ќе го решиме. Но во целина, тука е распишена патната карта до завршување на изградбата на полетувањето на апаратот јахта и до завршување на изградбата на 10-тонскиот хангар, полетување, сертификација, сериско производство. Со тоа, патната карта е завршена. Да, благодарам. И преминувајќи од патната карта кон компанијата, да, еве, кон уделите, да речеме така, да. Компанијата нова, ние еве ја спомнуваме компанијата. Компанијата името не го изговараме, да. Постојат и други варијации за тоа како може да се нарече, и инвеститорите предложија различни интересни имиња, но најверојатно ќе се задржиме на компанијата нова, односно тоа е токму таа компанија која се создава и која ќе го реализира проектот. Тука имаме шема приближно, како и во проектот на моторот Нова, мислам дека е функционален. Нешто не се вклопува, не се вклопува. Не се вклопува. Напишете во коментарите како да го наречеме ова предпријатие уште еднаш. Ајде, нека биде основно нова, но можеби ќе промениме нешто. Да, додека постои таква можност, навистина предлагам да го направите тоа. Во однос на распределбата, во ново создадената компанија, 51 ќе биде за тимовите кои го реализираат проектот, во принцип исто како во проектот на дујоновите мотори, а 49 ќе оди кај компанијата Solar Group, но всушност тоа е колективниот инвеститор, и овие 49 ќе бидат распределени меѓу оние кои денес инвестираат во проектот. Планираме веднаш да го објавиме веднаш конечниот број на акции и конечниот број на удели и конечниот број на акции.
за да можете самостојно да ја пресметате вашата долга во компанијата, да ја пресметате вашата потенцијална добивка. И знам дека многумина го пропуштаа ова во проектот на моторот на Дујунов, и тука ќе се потрудиме да го направиме тоа за вас. Во моментов, тоа се 1 милијарда акции кои ќе бидат издадени од компанијата Нова и 50 милијарди удели кои ќе бидат издадени од компанијата Solar Group. Тие ќе бидат конечни. Делниците исто така ќе бидат издадени во регистарот на компанијата. Оваа компанија Solar Group, која сега е регистрирана кај нас во коморите, ја променивме регистрацијата, таа токму тоа го овозможува. Таа овозможува издавање на именувани и неименувани делници. Првите акции, кои можат да се продадат на инвеститорите, односно нашата лиценца дозволува токму така да се реализира оваа шема. Например, сега ги гледате овие бројки на екранот. Ако има 100 милијарди акции, 1 милијарда акции ќе бидат на компанијата Нова, приближно 500 милиони акции ќе бидат распределени меѓу инвеститорите и соодветно 50 милијарди делови кои ќе ги продава компанијата Solar Group. Понатаму за попустите и за фазите на финансирање. Сето тоа што го раскажуваше Федор ќе биде финансирано во рамките на 20 фази. Но сега сме на етапа број 0 или како што уште го нарекуваме, предстартна етапа. Ова е етапа кога заедно со вас може да се каже во живо се занимаваме со подготовка на овој проект. Претходните години, веќе неколку години, додека се занимававме со овој проект, тоа не беше јавно, но нешто раскажувавме, дури и Александар Николаевич Кирилин настапуваше пред нашите партнери, некои инвеститори уште во 2021 година. Сега ова е јавна, активна фаза на подготовка, која пак бара некое финансирање, вклучувајќи и за спроведување на различни вебинари и слични активности, како и за започнување со вработување на некои вработени и изнајмување на канцеларии. Затоа инвестициите веќе се привлекуваат во рамките на оваа фаза, но нешто може да се менува. Што би сакал да истакнам од оваа нова информација? Прво, ние првично рековме дека 2,5 милиони долари ќе бидат привлечени во рамките на предстартот. Но на претходните вебинари веќе зборувавме дека во моментов планираме да привлечеме само 1 милион долари во фактички плаќања. Со тоа, предстартната фаза ќе биде завршена. И некаде таму 5-10 милиони долари до тој момент треба да се соберат во рати. Ова ќе ни биде доволно за да одбиеме финансирање, дури и на овие рати. И секако, нови инвеститори ќе се приклучуваат. А што уште би сакале да истакнеме? Многу важно. Често сега прашуваат дали ќе може дополнително да се зголеми пакетот, дали ќе може да се обнови откажаната рата, например, дали ќе има дополнителни опции. На примерот, на проектот за моторот Дујунов, тоа беше можно да се направи. И буквално вчера разговаравме и решението е практично донесено. Мислам дека наскоро ќе ја видите веста за тоа дека во овој проект нема да биде можно да се зголеми инвестицискиот пакет. Затоа, ако денес инвестирате во предстартната фаза, запомнете дека нема да можете да го зголемите вашиот предстартен пакет по една година. Затоа земете ја сега таа инвестиција која навистина ја сметате за достојна во рамките на овој проект, додека ги имате овие услови. Единствено пакет од може да се зголеми во рамките на тековната фаза. Односно, ако сега земавте пакет, на пример, од 2000 долари, но некаде во главата си држите дека тоа е само почеток, дека во целина сте подготвени да инвестирате, можеби 10-20 илјади долари, ќе можете во рамките на предстартната фаза да действувате, ќе можете од 2000 долари, на пример, да се зголемите на 20. Но штом започне првата фаза, нема да можете да го зголемите вашиот пакет под овие услови при почетната фаза. Ке мора да се земе само новиот инвестициски пакет за првата фаза. Затоа, обрнете внимание на тоа. Ова е навистина критично важно. Да се осознае и да се направи правилен избор денес. Истото важи и за обновувањето на откажаните рати. Планираме во овој проект да действуваме построго од порано и нема да даваме можност за обновување на рати, на пример, и така натаму. Затоа, ако сега земете инвестициски пакет во предстартната фаза и престанете да ја плаќате вашата рата, таа ќе биде откажана и нема да може да се обнови.
Да, ќе има љубовен период, да. Ќе ви дадеме малку време за да имате можност да платите. Тоа значи дека не мора да биде истиот ден и с. Ние разбираме дека во животот има различни ситуации, но да дојдете по 6 месеци и да уплатите за да ја обновите ратата, таква можност нема да има. Зошто? Сето ова нема да се случи ниту зголемување, ниту можност за обновување. Не затоа што сакаме да бидеме построги со инвеститорите, туку пред се, затоа што имаме ограничен број на удели. Соодветно, ако сте го избрале пакетот и ги откупивте сите тие делови, заврши нашиот предстартен период и инвеститорите ги откупија сите делови кои беа предвидени за предстартниот период. Не можеме да го зголемиме пакетот, бидејќи во таков случај деловите во рамките на предстартниот период ќе станат уште повеќе. А каде да ги најдеме? Веќе сите беа откупени. Истото важи и за откажаните рати. Ако имате откажување, вие како да ги резервиравте овие делови, но всушност не ги плативте. Овие удели ќе бидат ставени на продажба и ќе се продаваат на други инвеститори. И за другите инвеститори тоа ќе биде таква среќа. Што, на пример, не знам, неколку милиони удели од предстартната фаза повторно ќе се најдат на продажба, тие многу брзо ќе бидат откупени од тековните инвеститори и, соодветно, нема да можете да ја обновите вашата рата, бидејќи вашите удели веќе се препродадени на други инвеститори. Обратете внимание на ова и запомнете дека предстартната фаза ќе заврши доста брзо. И ве молам оваа информација да ја пренесете до сите, бидејќи многу често прашуваат за тоа. Ако преминеме на финансиските податоци, обрнувам внимание дека можете всушност во живо да ги следите. Оваа статистика е достапна јавно. Сега покажувам во форма на скриншот. Гледате дека имаме веќе $213,000 во оптички плаќања. Продадени се инвестициски пакети во вредност од $3 милиони. Мислам дека денес веќе ќе има повеќе, бројот на пакети е 900, а инвеститорите се речиси 900 лица. Ова е многу добар почеток. Тоа покажува дека темата им се допаѓа на луѓето, бидејќи во принцип нема никакви материјали, ништо нема, но луѓето активно инвестираат. И некој ќе рече, да, а зошто $200,000? За колку време помина кај нас, малку помалку од 2 недели, еве во моторот Дјојно доаѓаат по $3 милиони. Но треба да разберете дека овие пари доаѓаат од рати. Тоа значи дека кога пристигнаат $3 милиони од нив, 80-90 од парите дојдоа од рати, а новите инвеститори платија само $100-200,000. Затоа, бидејќи кај нас постојат овие рати, а во овој проект, патем речено, ратите се уште полојални, бидејќи можете да земете, на пример, пакет од $2,000 со рати, мислам дека е на 30 или колку месеци, мислам дека дури и на 40 има воопшто многу долги рати, до 50 месеци. Овие пари ќе бидат растегнати во времето, па така оваа маса на пари ќе се собира и од месец во месец ќе привлекуваме неколку нови инвеститори, неколку стотици илјади долари и уште ќе пристигнуваат од секој месец на рати. Мислам дека многу брзо овој проект ќе достигне приближно исто темпо, по неколку милиони долари месечно, како што имавме во претходниот проект. Ми се чини дека уште 95 од нашата публика дури и не знаат дека овој проект кај нас започна. Ние никако, обрнете внимание, ние не водиме никаква агресивна политика. Ние не спамиме со испраќање, не испраќаме на сите наши инвеститори, а идеја е да инвестирајте и делуваме многу нежно. Сега подготвуваме темел, подготвуваме сајтови и еве. Например, сега овие вебинари веќе ги водиме на ресурсите на новиот проект и никако не го користиме стариот, затоа постепено ќе ги известуваме сите. Линкот е јавно достапен, беше во вестите, можете да проверите за сето ова да ми пресметате. Последното од важното. Што треба да речеме? Забрза проектот е секако потребата да се изврши маркетинг план за нашите тековни партнери. Сакаме да истакнеме дека го исполнивме ветувањето, за кое сите прашуваа како ќе биде и можете да забележите дека сите структури се зачувани, сите ваши воспоставени врски, клиенти, инвеститори, партнери се зачувани, можете да продолжите со активна работа на новиот проект. Единствено, за да добивате реферална награда од тие инвеститори кои веќе ги имавте во проектот на Дуенов моторот, треба да го исполните маркетинг планот. Ако сега регистрирате нови инвеститори, маркетинг план не е потребен. Инвеститорите инвестираат во првиот и вториот проект, ќе добивате реферална награда.
Ако сакате да добивате реферални награди од вашите стари инвеститори, исполнете го маркетинг планот, кој е детално опишан на нашата лендинг страница во личниот кабинет. Таму треба да направите репост и да земете пакет од $2,000. Треба да направите фактички плаќање од $500 како партнер и да исполните уште еден услов. Тоа е или 3 инвеститори во првата линија со инвестиција од по $500 или 10 инвеститори со инвестиција од по $50 или да направите таков мал фокус. Лично да инвестирате $10,000 и во тој случај веднаш ви се отвора структурата. Имавме вест буквално вчера, каде што сето тоа е детално опишано. Обавезно прочитајте, бидејќи сега од вашите стари инвеститори нема да ви се додели реферална награда додека не го направите тоа. Го пропуштате вашето реферално наградување и тоа нема да ви се врати. Обрнувам внимание на ова. За стартните позиции. Дозволете ми уште еднаш да кажам неколку зборови за тоа. Ние сме уверени дека новиот проект што го создава Нова ќе биде уште поголем и уште поинтересен од се што сме правеле досега И еден од критериумите зошто сме сигурни во тоа е затоа што започнуваме од сосема различни позиции. Та инфраструктура на инвеститорите, партнерите, кои ги имаме, тоа лојално заедништво ќе му возможи на проектот да се развива исклучително брзо, од сите аспекти, од аспект на финансирање, од аспект на различни кадри кои ќе бидат привлечени во овој проект. Затоа, ќе биде уште поголемо, уште пообемно, уште поинтересно. Многумина забележуваат дека дури и самиот проект, во смисла на неговата визуализација, е многу шарен, бајковит и наскоро ќе биде подготвено многу голем број рендери. Мислам дека кога луѓето ќе го видат, тоа што сега се обидуваме со зборови да го пренесеме, реакцијата ќе биде сосема поинаква и овие 500,000 луѓе од публиката што ги имаме, многу брзо ќе го прифатат проектот и сите ние веднаш ќе го забележиме тоа. Значи, пријатели, следете ја статистиката. Запомнете дека овие предстартни услови се такви услови кои нема да се задржат, нема да се повторат и нема да се повторат. Зголемување на пакетот под овие услови нема да биде можно, така што действувајте денес. Купете го максималниот пакет. Денес ако проектот ви се допаѓа, ви одговара и гледате перспективи во него. За првите, секогаш с најдобро. И на оваа нота предлагам да преминеме на прашањата. Како ќе постапиме? Федор, можам да ги прочитам или можеш сам да ги погледнеш? Па, јас така прелетав, да, тука поставуваат прашања. Кога може да се научат веќе пилотите на дирижабли? Дали има тренажери? Тренажер, да, некој го има, разговаравме. Тие порано сепак учеа и подготвуваа, но сите тренажери беа. Според образецот и сличноста на тие дирижабли што јас тогаш ги користев, сега, се разбира, треба да се преработи. И колку време ќе трае обуката, засега не можам да кажам. А кога може да се започне, мислам дека ако треба да полетаме порано од 3 години, значи не подоцна од 1,5 година, сигурно веќе е време да седнеме на училишните клупи. Тука има други прашања. Колку акции има $1? Дали има разбирање за ова прашање? Еве, за акциите прашањето. И јас го гледам. Гледајте, вие го гледате вкупниот број на акции, го гледате вкупниот број на удели, купувајќи го тој или оној инвестициски пакет. Можете да видите колку удели има во тој инвестициски пакет и соодветно треба да направите едноставна аритметичка операција, да споредите. Колку акции, колку удели и колку акции ќе ви припаѓаат вам и соодветно вашиот удел. Мислам дека се доволно лесно и едноставно и доста лесно да се пресмета. Да, паш, можеш да поставуваш прашање, ги имаш запишани. Па, гледам, да. Прашањата се уште се на вконтакте. Да видиме. Еве прашуваат дали предстартот уште трае. Да, предстартот уште трае, што туку кажаа дека до $1 милион во пари. Најверојатно ќе трае.
Нема да има место за сите. Во оваа предстартна фаза, тоа е сигурно, бидејќи предстартната фаза е строго поврзана со бројката, па фактот дека многумина се уште не знаат. Дека проектот е започнат, ви дава можност сега. А во однос на прашањата до Фјодор, колку се издржливи материјалите на дирижаблот? Ќе издржи ли топката ако се пука во неа дополнително? Технологијата може да биде интересна за војни цели ако, на пример, производствената цена биде многу ниска. Александар појаснува. На пример, ако се пука по него со стандардно ак 47 со стандардни куршуми, што ќе се случи? ак 47 веќе долго време не е стандарден. Ако одам на замина и ако сега се пука со новиот стандарден ак, таму и машината ќе биде на излез. Што да зборуваме за топките? Прашањето е само во тоа што машината е тука блиску, а дирижаблот е горе дополнително и. Тоа што има таму ќе биде нарачка од страна на војската и така натаму тоа, па природно ќе се разработува, ќе биде маскиран во оптичкиот опсек, ќе биде невидлив во радиоопсегот и ќе биде на такви височини каде што такви автоапарати како ак, на пример, нема да може да се погоди нососвт. На пример, ќе можеш да го погодиш. Што ќе биде со него? Па, ако погодиш во опремата, природно е дека дел од опремата ќе се расипе, но самиот апарат нема да исчезне, ќе си остане таму. Во автоматските режими на слетување, ако погодиш во гаснополнетиот джеп, сите сензори веднаш ќе го забележат и тој веднаш ќе полета кон базата за одржување, со камен. Нема да падне, најверојатно ќе долета мирно, но да се погоди таков апарат на таква височина е всушност задача за воените. Најверојатно, па ако веќе зборуваме за воени апарати, таму. Апаратот кој ќе биде двотонски е најлетечката јахта, тие ќе можат да подигнуваат специјална опрема потребна за извршување на потребните задачи и ќе се наоѓаат, па ако повторно зборуваме за воените. Замислуваме дека тука е линијата на допир, тука. Апаратот веќе се наоѓа во мирна зона и. Од ова растојание ги наблюдува сите потребни работи, обезбедува извршување на сите задачи. И е во безбедност и тука не може да се достигне со ништо освен со управувани ракети. Дури и за управуваните ракети, не сите управувани ракети всушност ја погодуваат целта. Воопшто тука е како и секогаш, а за апаратите кои се планираат да се користат во немирни места, таму, се други височини, воопшто, да се погоди нив ќе биде многу тешко. Ако се сетиме на неодамнешната историја, како кинескиот сателит Шарик долета до американците, тие испукаа што имаа, но ништо не го погоди. Сондата си леташе, имаше вреван из целиот свет, потрошија многу пари за да ја соборат, а тоа беше играчка. Како што е јасно, за војните никој нема да прави играчка. Таму ќе имаат други апарати со можност за маневрирање и така натаму. Одговарајќи на прашањето што ќе се случи ако се пука по него со автомат Калашников, првиот апарат ќе го собереме, поставиме и ќе пукаме, ќе видиме. Но, разбирате, во животот сето тоа ќе се одвива сосема поинаку и никој нема да се подготвува да го стави под удар. Некако така. И еве, Александар исто така прашува дали има смисла да се напуштат државните институти, ако напротив треба да се биде во составот на институтот како врска, дополнителна административна поддршка, сосема. Точно, да. Јас сега го гледам овој коментар. Дел од вработените ќе бидат отпуштени од тие структури кои се бескорисни. Во нашата работа дел од вработените првично ќе работат на половина работно време. Тие се на половина работно време тука, на половина работно време таму. Веќе сега се склучуваат договори со овие луѓе и тие без да се отпуштат. Само на половина работно време доаѓаат тука за да се одржува правилно врската, контактот, контролата и слично. Воопшто да се прави стручно. Еве едно прашање исто така за финансиите. Кој е дисконтот за нултата фаза и првата фаза? Дали сте се одлучиле или не? Инаку, за ова не спомнав, иако беше видливо на графиконот. Сега ќе ви покажам повторно. Можете да видите дури и по столбот.
дека дисконтот на тековната предстартна фаза е 2 пати повисок отколку дисконтот на првата фаза. Тоа значи дека сега просечниот дисконт за сите пакети е околу 1000, а во првата фаза ќе биде во просек 500. Затоа да, сега сте двојно потврст отколку во првата фаза. Таквите услови, како што веќе разбирате, ќе успее да ги добие само мал број луѓе, бидејќи едноставно е ограничено количеството финансии што ќе се привлекуваат под овие услови, па обрнете внимание и на тоа. Во иднина дисконтот нема да се намалува толку нагло, можете да го видите тој по столбовите. И по пробниците некаде 10-15 од етапа до етапа, исто како што беше во нашиот проект за мотори. Што се однесува до другите прашања, сега ги отворив оваа песна при вчитување на превезениот товар, како ќе се компензира подигнувачката сила, дали ќе се испумпува гасот назад во балон или ќе се користи баласт. Ова прашање го разгледавме детално, сепак ги објаснивме принципите, како тие може да се применат заедно, кои ќе се применуваат и кои нема да ги користиме. Сето тоа беше во четврток со гостин Димитри Хмел. Можете да го погледнете во снимка. Не знам ставивме таймкодови, но на ова прашање добро одговоривме. Ќе одговориме подетално малку подоцна. Гледам дека си потпишал, може би дури и веќе си одговарал на овие прашања, но мислам дека можеме уште еднаш да ги разгледаме. На YouTube, на пример, првото прашање. Значи, силната врска со соларни панели на дирижаблот ќе биде за енергетска ефикасност. Па, се разбира и за енергетска ефикасност, и за еколошка одржливост, да, тоа спаѓа во поимот енергетска ефикасност. Нам, на пример, за да го подигнеме апаратот нагоре, енергија особено нема да се троши. Тој таму е со нулта негативна или негативна пловност. Некои ќе бидат преоптоварени, некои такви. Тоа значи дека нагоре се издигнува практично бесплатно. За да се бори со ветровите, да виси некаде, да се стабилизира, ќе биде доволно енергијата од соларните панели, кои со помош на електромоторите ќе го стабилизираат апаратот. Значи повторно бесплатно. Да се постигне брзина и да се одлета некаде со голема брзина, тука ќе се троши енергија. Затоа да, соларни панели за енергетска ефикасност. Но ако погледнеме малку подалеку, електрична енергија. Енергијата на Сонцето во таа атмосфера, астроносфера, таму атмосферата е разредена, Сонцето е повеќе отколку тука, а тука има неколку киловати на метар, а таму има уште повеќе. Еве го прашањето, како да се пренесе надолу. Прашање за иднината, чисто технички, живееме во правилниот век за такви прашања да се решаваат многу брзо. Еве неколку прашања во врска со обуката за дирижабли. Колку време е потребно за тоа? Кога може да се започне со тоа? Ке има ли некаква попуст за пилот-инвеститор? И воопшто, има ли тренажери сега за обука на такви пилоти дирижабли? Да, делумно одговорив таму во четот, делумно тука. Не одговорив само дали ќе има попуст за пилоти-инвеститори, но ако Павел спроведе таква акција, тогаш ќе има. Треба да разбереме колку. Има. Заинтересирани, но мислам дека за инвеститорите. Во секој случај, и за тековниот проект, многу инвеститори се обраќаа. И тие, патем речено, стануваа и вработени во Solar Group, па дури и вработени во Соболнеш. Дури и такви случаи беа сосема нормални. Мислам дека тука ќе биде слична ситуација. Предпоставувам дека ќе се јавуваат пилоти, инженери и сите други специјалисти. Мислам дека ќе комуницираме со сите. Ако се квалитетни специјалисти, секако ќе работиме со нив. Тоа е правилно. Така. Сега ќе ја погледнеме малку повеќе трансмисијата на Color. Да, Федор, можеш повторно да го кажеш гласно, бидејќи не сите го видоа во чатот колку време е потребно за да се обучи пилот.
Таа му реков истото што и тука ќе кажам. Не знам искрено колку е потребно за обука. Програмите за обука ќе се формираат само заедно со создавањето на школата, најверојатно слично како и за авионите. Некому му е време да стане, исто како и за авионите. Можете сега да отворите Google. Внесете "сакам да се обучам за пилот" и да ги погледнете роковите. Најверојатно ќе биде повеќе исто. Ќе има поделба на пилоти на приватна авиација. Тоа значи кратки рокови, мали пари, а ако е комерцијален пилот, тогаш тоа веќе се високообразовни институции. Секако, тоа е долго скапо и така натаму. Тука најверојатно првично ќе биде како со приватните пилоти, секако, но се предвидува сериозна школа. Прво школа, потоа училиште, а потоа можеби и високо образование. Инаку, на каналот има цела група со многу прашања. Тие се толку сложени, но интересни. Значи, можеби накратко денес ќе зборуваме за тоа прашуваат за подетални информации за статосферните дирижабли и за цврстите дирижабли. Бараат да се раскаже за нив. Подетални информации, првични, може да се земат од вебинарот што беше во четврток со гостин Димитри Сергеевич Хмел. Таму ја допревме стратосферата. Тој раскажа што планираме да правиме колку толку, како тоа воопшто во целина. Колку толку. Мислам, не ние планираме колку толку, туку раскажав колку толку. А ние планираме широко и со тресок. Што за стратосферата? Ќе летаме во стратосферата во најскоро време. Ќе започнеме со мали апарати. Планирано е до крајот на летото да се пушти првиот апарат. За сега без директна преносна ретранслација на видео и друго. Таквата задача е решлива, не е сложена и до нова година ќе ги пуштаме во употреба таквите апарати. Сега стратосферата може да се лансира. Тоа ќе биде мал латексен балон. Тоа е играчка која ќе се подигне на одредена висина. Ја подига камерата која ќе сними нешто. Висина ќе пукне, ќе падне назад со смајак, сите ќе го најдат. Тоа се 4 и 5 часа. Навистина играчка, совршена играчка. СОВ е природна играчка. Сега веќе нашата компанија има технологии за да управува со неговата висина до една недела да се движи, да ги менува ветровите прво надесно, потоа налево управуван лет. Ова можеме да го оствариме многу скоро. За нова година истото, само подолго, например, веќе да се долета до северниот или до јужниот пол со директен пренос на видео сигнал. И овие се почетни планови, тие се само за демонстрација дека не сме направени од прст. Да, и инженерите кај нас се одлични и брзо да го реализираме. Тоа е едно, само да раскажеме за себе. 2. Ова е многу. Интересна понуда за комерција. Кога ќе можеме управливо да ги менуваме воздушните текови, да висиме над некоја точка и, например, да вршиме некој мониторинг, ретранслација. Ова веќе е сериозна комерција и до новата година можеме. До оваа нова година можеме таков демонстратор да пуштиме во воздух и ќе го пуштиме. Така што тоа што го зборував за комерцијата, за дирижаблите, тоа беше за дирижаблите. Сепак, со стратосферните апарати тоа ќе дојде понатаму до големи. Стратосферни платформи кои практично ќе ги заменуваат сателитите. Да, и може дури и подобро од сателит да извршува одредени работи. И не може, туку сигурно. Со точно таква резолуција, ова далечинско сондирање на Земјата со сателити е невозможно да се изврши со тој квалитет, со кој може да се изврши од стратосферата со овие апарати. Но, тоа е тежина. Засега ќе почнеме со мали, ќе дојдеме до големи. А за тврдите дирижабли не знам какво е прашањето таму. Не го објасни доволно. А конкретно, може ли да се создадат дирижабли со цврста конструкција од јаглеродни влакна, например, или можеби? Тој ќе биде направен од цврст тип на јаглеродни влакна. Тешко дека ќе биде некое друго решение. Таму се разгледуваа и метални конструкции, например, од некој авиациски алуминиум.
Сергеј Брин прави од јаглеродни влакна и титаниум. Тој има титаниумски држачи и јаглеродни цевки. Бојата не е таа. Најверојатно ќе биде од јаглеродни влакна. Од јаглеродни влакна може, од јаглеродни влакна ќе биде. Од него во состав на нешто. Многу компании сега на планетата ја бараат токму таа формула за цврстиот дирижабл. Каква е таа конструкција, што е просторно, какви се тие материјали, во каква состојба е, дали е под напон или не, дали се распира со газ или не, какви се споевите, дали се врзува на надувување, па потоа се испушта надувниот дел, значи врзано е, на нешто се стврднува па се отстранува. И во тоа е суштината. Самата замисла во трката е токму технологијата на создавање дирижабл, бидејќи каква технологија ќе избереш, таква економија на крајот и ќе добиеш. Таа треба да обезбеди серија оваа технологија, серија која треба да биде ефтина. Треба да се исполнат техничките услови. Нивниот број е бесконечен. И оваа технологија, тоа е токму тоа ноу-хау кој Александар Николаевич Кирилин заедно со својот тим го држи во тајност, но таа ќе се открие при изградбата на првиот 10 тонник, значи ќе се откриеме пред целиот свет и сите ќе разберат колку е тоа генијално и едноставно. Сите ќе се вклучат во трката. Јасно е дека ќе се заштитуваме патентно и на разни начини, но од тоа не можеш да се заштитиш од копирање, таму плюс-минус сантиметар и веќе не е исто, така што опцијата е едноставно да бидеме први. И кон тоа целиме. Следното прашање е за воздушни генератори, дали има опции за такви разработки и дали е можно на база на намотки Славјанка. Ова прашање веќе беше поставено во минатото, ми се чини во четврток, ако не и во вторник. Одговорија да, можно е. Дали има наработки? Нема наработки, сето тоа треба да се проектира. Се разбира, проектира заедно со Дмитрий Александрович. Издаде техничка задача за генератор на Славјанка. Неговата маса, димензии, фреквенции на вртење, со каква сила. Пропелерот. Ќе ја пренесува на моторот на генераторот. Се е можно. Дали ќе биде економски поцелисходно од правење ветерници кои стојат на своите столбови, треба да се пресмета. Но од техничка гледна точка, зошто да не, се е можно, да. Добро, има неколку прашања. Во принцип, ние за ова зборувавме. Сега накратко ќе одговорам уште еднаш. Во однос на финансирањето, да, вкупниот број на акции е 50 милиарди во моментот, но овој број може да се промени. Веќе зборував за тоа. Тоа е во предстартап фаза. Точно ќе кажеме за тоа. Во текот на неделата. Да. И не. Сега. Ги проверуваме овие пресметки уште еднаш за да не направиме грешка. Има прашања за плановите за развој и производство. Кој е рокот? Кога ќе бидат првите примероци? Одговоривме денес. Не треба повторуваме. Значи, една долија, една акција, така и ќе биде. Но, можете сами да видите, дека не е баш така, 50 милиарди долари, а акции за инвеститорите 500 милиони. Значи, добиваме курс на конверзија, но разбирлив и транспарентен. Прашаат за специјален алмаз. Специјалмаш е во сила, договорите со Дмитрий Александрович се во сила, желба да продолжиме да работиме со Дмитрий Александрович Дујанов е во сила. Затоа, штом самиот Дмитрий Александрович Дујнов и компанијата Сувелмаш ќе бидат подготвени да го реализираат новиот проект. Првиот чекор сепак е задачата да се постави самоток на нозе. Ние дефинитивно ќе објавиме за тоа, за условите за финансирање, ќе дадеме детали за овој проект. Некои општи информации веќе ги дадовме. Значи, Сувелмаш ќе биде прашаат дали ќе има некои привилегии за инвестирање таму и така натаму. За сега нема такви детали. Една од најважните привилегии за инвестирање во нови проекти, кои ги има нашата публика, не се дури ни некои бонуси. Ова, во принцип,
Е можност први да дознаете за нив, бидејќи можноста да се инвестира во проектот за дирижабли од новата генерација во предстартната фаза. Зарем не е привилегија? Зарем не е привилегија што можете да инвестирате со попуст од 1000, а луѓето таму ќе инвестираат со попуст од 400-300? Значи, вашите услови се веќе 3 пати подобри од оние на луѓето кои ќе дознаат за проектот подоцна. Затоа, ако го следите тоа што го правиме, можете да добиете најдобри инвестициски услови. Можеби ќе има некои акции, дополнителни. Но засега изгледа дека во проектот за дирижабл од новата генерација не ни се потребни никакви акции и специјални понуди, бидејќи мислам дека со финансирањето нема да имаме никакви проблеми тука. Стигна уште прашање на ВКонтакте. Да, тука завршија сите прашања. Може да гледаме. На чии трошок ќе биде обуката на пилотите на дирижабли? Па, се разбира. Пилотите за потребите на компанијата ќе се обучуваат на трошок на компанијата. Пилотите сакаат да се обучуваат самостојно. Училиштето исто така ќе работи на комерцијална основа. Значи, како што училиштето ќе заработи ако некој изрази желба да се обучи, тој плаќа за тоа. Има профит, течат дивиденди. Така, патничките места се предпочита да бидат пространи, бидејќи во авион дури и нозете не можеш да ги свиткаш, исправиш, да ги истегнеш. Александар Николаевич Керилин предвидува дека тоа ќе бидат пространи места. Класа со зголемена удобност повисока. Воопшто, сето тоа ќе се прави. Јас како? Ако некоја транспортна компанија, 7 Aeroflot, кој било сака да земе дирижабл и да го наполни со седишта од авион. Ние нема да се бориме со нив. Нека ги полнат со седишта од авион. Самостојно нашата експлоатирачка компанија може да прави многу пространи и каучи за инвеститорите и лични дирижабли со кревети. Во секој случај, ке реши пазарот, ке реши реалноста и вистинитоста. Планирано е просторно. Не сакаме во авион, не сакаме во автобус. Сето тоа се прави разбирливо, заради заштеда, ефикасност и слично, но време е да се премине од заштеда кон удобност. За да им се допаѓа на луѓето, а не да седнеш и да се изнервираш. Ова сите во главата имаат преместување од точка А до точка Б, тоа е проблем. Мислиш, бре, сега со воз или со електричен воз до тој аеродром. На аеродромот царини работи. Потоа се качуваш во авион, ти е тесно, леташ некаде, се уморуваш од патувањето. Овде концептот ќе биде таков што ќе се одмараш додека патуваш. Мене ми се допаѓа да патувам со воз, во купе, таму можам да се прошетам, имам свое место да легнам, имам масичка за јадење и можам да се движам со паузи на станиците. Да, долго, со дирижабл ќе биде многу побрзо и многу покомфорно отколку во купе. Сепак, да, тоа ќе биде транспорт повеќе за патување. Никој нема да им забрани транспортните компании да го користат како сега ги користат авионите. Која е претпоставената максимално возможна висина која може да се подигне дирижабл? Претпоставената максимално висина е сепак стратосферата. 25 километри може да се тврди со сигурност всушност и повисоко може да се подигне. Шањето е во компоновката на дирижаблот. Сега нашата веб страница, а во аеростатика е поставен таван од 2,5 км. И таванот е поставен не затоа што тоа е техничка можност, туку затоа што за почеток, од економска гледна точка, од гледна точка на рокови за реализација и друго. Полесно е да се направи. Гондола за луѓе која па таа не е херметичка. Значи, кога ќе се искачиш до 2.500 метри, гондолите ти се олеснети, дишеш воздух без проблем. Кога ќе се подигнеш малку повисоко, според сите норми и според биологијата, потребно е да се обезбеди херметичност на гондолата и да се подава специјален притисок. Таму има некое ниво под кое не треба да биде во салонот. Треба да подаваш кислород таму. Сето ова го комплицира развојот на производството, како и сертификацијата, лиценцирањето и слично,
го поскапува самиот проект, ги продолжува неговите рокови и така натаму, теоретски. И понатаму можеме да се искачуваме дури и во стратосферата и ќе се искачуваме. Само не му кажувајте на Кирил, тој вика зошто ви е тоа потребно. Ние му велиме што ти е, ако се искачиме во стратосферата, па не треба, и на земјата треба да се лета убаво. Што се спремате таму? Одозгора. Надолу да ја погледнеш земјата, замисли си, потоа вели, самите ќе го направите. Па, ние ќе го направиме тоа. Каква? Аха, Павел, тука некој забележал забуна со попустите. Да коментирам. Има забуна со името на етапата. Првите таму писма. На веб страницата првично исто така беше напишано како да не е предстартната етапа, туку првата. Но, попустите беа прикажани коректно. Тоа што пакетот е 2000 со попуст од 700, тоа е коректно, бидејќи 1000 е просечниот попуст. Негде на пакет може да биде $2009 до $2000 помал пакет, затоа има 700 таму таква мрежа, затоа што оди, но во секој случај јас веќе направив скриншот, ќе го испратам во одделот за да го погледнат. И веднаш, зошто не беше представен на армијата? Тоа е повеќе прашање за проектот Сувелмаш. Но ќе коментирам, да, тоа што беше представен минатиот пат, благодарение на оваа разработка се изврши тестирање на потребните технологии, можностите. Со Славјанка беа представени на потенцијалните клиенти и нарачатели и може да се каже дека задачата на овој беше исполнета 100. Да се дојде повторно во армијата, со тоа што веќе беше покажано, како да немаше смисла. Сега има очигледен тренд со различни беспилотни транспортни средства, квадрокоптери, дронови и слично. И уште повеќе. Овие мотори со Славјанка, конкретно мотор тркало, како што многумина го паметат, навистина можат сега да направат товарен дрон, да го подигнат во воздух, со носивост од 200-250 килограми. Ова сега е многу потребно за најразлични цели, не само за воени. Ако преминавме на моторите, кој не ги слушна во четвртокот коментарите на Дмитрий Сергеевич Хмел, тој дојде на армијата во поглед на Стенцовиот алмаш. Ги погледна моторите за мотелка. Дмитрий Сергеевич ќе биде главен конструктор на летачката јахта. Тој рече дека разговарал со специјалистите од Оволмаш и тие се договориле за понатамошна соработка. Рече дека моторите од мотелка може да ни бидат доволни за стабилизирачките мотори за оваа јахта. Воопшто, а за такви прашања, и слично таму, Дмитрий Александрович периодично одржува експертско време. Подобро е да пишувате таму. Да, се надевам дека ќе има. Долго време ги немаше. Инаку, ние сега размислуваме да одржуваме вебинари. Рековме дека ќе биде вторник-четврток, но можеби ќе го смениме четврток за да не се надпреваруваме со експертското време. Па, или таму ќе го поминуваме вечерното време. Затоа обрнете внимание на тоа, можеби ќе го промениме денот или времето. Така, тука имаше уште неколку прашања. Не знам дали ги пропушти или намерно, ненамерно. На првата презентација, генералниот директор рече дека разговарал на тема дирижабли со одбранбеното министерство и со Роскосмос. Според вас, зошто тие се уште не се заинтересирани за ова? Што треба да се потроши на оваа тема, на народното финансирање? Па, тоа што се собираат пари. Да, сме заинтересирани за ова. Има заклучок од научно-техничкиот совет на Министерството за одбрана во врска со дирижаблите дека им се потребни за извршување на постојани задачи. Дирижабли до 300 тони со носивост од 30. Планираме прво 2, потоа 10, а потоа такви големи 30 и понатаму до 300. Сите се заинтересирани, но во земјата како таква недостасува токму тоа конструкторско биро, кое сега почнавме да го организираме. Сепак беше потребен организатор, се појавивме ние самите. Ги собравме сите конструктори, ги спријателивме, бидејќи сите имаат свое мислење за целата оваа приказна.
Воопшто требаше организатор и ние станавме тие, да. И еве го прашањето за финансирање, зошто Министерството за одбрана не сака да додели пари за тоа. Сега, кај нас, па воопшто, за ова практично секој во Русија има или роднини, или познаници, или некој на некој начин, кој е поврзан со настаните што се случуваат сега и сите прекрасно разбираат и веќе се информирани за самата ситуација дека воените сега земаат само подготвени. И многу канцеларии се занимаваат со тоа. Почнаа да прават беспилотни летала, да ги носат на полигони, да им докажуваат на воените. И само во таков случај воените прифаќаат нарачка. Поточно, плаќаат пари. И сега нема да се распрснуваат на создавање на дирижаблска индустрија, се разбира. И Роскосмос има своји задачи со нив. Техничките задачи се проработени транспорт на ракетни носачи до космодромот Восточни. И ним им требаат апарати до 300 тони, но и нивната ситуација не е најдобра. Кај нас сега прво престана да се доставуваат различни компоненти поврзани со Вселената и друго. А кај нас ракетниот носач Протон, например, се состоеше од некаков процент странски делови. Значи, сега ги пренасочуваат сите фабрики за производство на семејството Ангара. Инвестираат во создавање на таа елементна база на тие јазли и материјали што порано ги земавме од некаде. Тоа значи дека ова е многу трудоинтензивна приказна. Го изградија својот космодром. Плюс, МКС веќе завршува. Таму е целата светска заедница. Се планира без Русија да се изгради нова станица. Тие веќе ќе градат околу месечината. Тоа ќе биде месечева станица. Русија со Кина, како и Индија и другите рекоа, а ние ќе имаме своја станица. Значи, и таму се потребни пари за да се надпреваруваат со тие момци. А оваа гранка изгледа треба, но таму изгледа не треба. Па, воопшто, скако и секогаш се сведува на реалноста. И еве реалноста е таква што има писмо. Тие ни се потребни, но прво изградете ги, а потоа ќе дојдеме и ќе ги земеме од вас. Па нормално, некој сака да ги експлоатира. Еве Роскосмос воопшто не сака да ги купува. Тој сака да му се пружи услуга за достава на ракети. Од една страна, тоа е добро за нас. Од друга страна, зошто и вие не би го купиле? И ние не би ви го предале целосно, но така ќе имаме поголем бизнис, капитализацијата ќе биде подобра, ако носиме ракетоносители, плюс ќе летаме во стратосферата, ќе бидеме нешто како космичка компанија, не само дирижаблска. Зошто? Затоа така се одвива животот. Еве едно прашање. Интересно. Може ли дирижабли користат во градовите за превоз на луѓе? Во градовите за превоз на луѓе, најверојатно, нивното користење не е особено целисходно. Еве, да се користат над градовите, ако ги земеме луѓето без да ги сметаме разни беспилотни мониторинзи и спораки на товари од еден крај на градот до друг, од фабрика од предградие до центарот на градот, од далечна фабрика до центарот на градот, оке. Во градот, најверојатно, тоа е само за туристички цели. Стигнавме со дирижабли, летавме низ градот, сразгледавме, слетавме на некој хотел. Сите се истоварија, повторно се натоварија и одлетаа некаде понатаму. Но директно да се пренесуваме низ градот, најверојатно не. Зошто? Не е факт дека тоа ќе биде побрзо од истото метро, но ако се организира дирижаблство метро, тоа веројатно нема да биде поевтино од метрото. Воопшто, треба да се гледа, треба да се пресметува. Градовите се проектираат. Значи, старите градови имаат вградена внатрешна логистика, инфраструктура за тековните решенија, за новите решенија. Нови технички решенија ќе се проектираат, нови градови. Еве, арапите сега го градат својот линеарен град. Таму сосема е можно да се пушти дирижабл кој едноставно би курсирувал наместо истата таа линија на метро. Значи, во новите градови може да се разгледа таква можност. Во тековните тоа најверојатно не е особено целисходно. Да, ова не е првото место. Не е првиот проект, бизнис проект, а таму ќе се види. Меѓу градовите дефинитивно може, меѓу регионите треба. Меѓу земјите ок, зошто да не?
Ако го разведуваме некако да се преместиме во непријатност, брзо со авион, туку ако е некое патување, тогаш може. Меѓу земји, порано, пред 100 години, од Европа до Америка летаа преку океан. Евгений прашува. Павел излезе и рече дека сега на предстартот може да се зголеми отворениот пакет. Дали е така, Евгений? Во моментов не може да се зголеми, но ќе има таква можност, затоа уште еднаш. Ќе коментирам дека зголемувањето на пакетите понатаму нема да биде можно, па сега на предстарт треба да го земете тој пакет кој навистина планирате да го исплатите, разбирајќи дека дополнително на предстарт веќе ништо нема да зголемите и нема да земете уште по истите услови. Па, бидејќи веќе, можеби некој од вас, можеби зеле мал пакет, мислејќи дека по половина година ќе го зголемат, ќе отвориме можност во рамките на предстартот да го зголемите вашиот пакет сега, за да не земате уште. 1. Затоа, додека трае предстартот, можете да го зголемите вашиот пакет. Потоа, кога ќе започне првата фаза, од тој момент натаму, вашиот пакет, земен на предстарт, нема да можете да го зголемите. Добро, мислам дека сега ќе се појават уште прашања, но веќе сме во етерот 2 часа. Мислам дека е најдобро да завршиме за денес. Прашањата на вистина. Имаше коментар. Накратко, дали би можеле вебинарите да ги завршувате за 40 минути? Добар коментар, но еве го најинтересното прашање. Зошто само по 1,5 час почна да се појавуваат? Како и воопшто прашањата, така што засега како што е. Да, навистина е добро кога директниот пренос трае 1 час. Време кога човек може да види кога се даваат сите информации без непотребни детали. Но кај нас тоа ретко се случува бидејќи само на прашања одговараме веќе 40 или 50 минути. Затоа во целина се изгледа без непотребни информации, сжато, само. Истите прашања во врска со фазите, пакетите. Сами разбирате, треба секој пат истото да се објаснува, бидејќи за човек, тој денес го нашол проектот, денес му е првиот ден во проектот. Кај нас секој вторник е првиот ден во проектот. Добре дојдовте. Во четврток е малку поинаку. Подинамични, вести, запознавање со инженери. Се обидеме да се вклопиме во 1 час. Така, добро. Тогаш за денес завршуваме. Пријатели, ве молам, не заборавајте за лајкови, не заборавајте за репостови. Токму сега, само притиснете го копчето и објавете го на вашиот зид на ВКонтакте. Јас веднаш го направив тоа. Многу е лесно и корисно за сите. Исто така и на YouTube. И не заборавајте да се претплатите. Таму каде што сега гледате, тоа е ВКонтакте. Претплатете се за да не ги пропуштите нашите директни преноси. Ќе ги одржуваме тука секогаш. Па добро, тогаш, веројатно, тоа е се. Федор, можеби сакаш нешто да додадеш? Па, има новости. Ќе ги раскажам во четврток, така што дојдете во четврток кој сака новости. А така што ви благодарам на сите. Чао на сите. Здрав на сите.